На Соски втор ден не произведувате веќе леб, со тоа граѓаните останаа без леб. Зошто се одлучивте на ваков чекор? Стварно е нелогично да се произведуваат леб по оваа цена. Односно, ево и тука одма директно јас сум засегнат, произведувам леб од кило и 200. Ми беше кажано дека и кило и 200 треба да продавам по 33 денари. И влегвиме во чиста загуба. Значи, поради тоа се одлучивме, поради ништо друго. За прв пат во вашето досегашно работење со години се случува една ваква ситуација. Точно, во право сте, за прв пат се случува ваква ситуација и не беше работењето, да речеме, неработењето, односно, поради само Охрид, него беше на ниво на Македонија. До кога ќе трае се тоа? До кога нема да произведувате? Додека не се најде разумно решение, бидејќи ние мора да извадиме плати за вработените, баре да и покриеме трошоците. Односно, ево ќе кажам за производителите на нашиот специјален леб. Не е обичено на индустријски, а во одлуката беше кажано двосмислено од министерот, затоа што кажа дека леб бел и полубел до 450 грама и додавено над не сме да се продават повеќе од 33 денари. Додека не имаше кажано дека леб под 450 грама да се намали према процентуално, према грамажата. Зошто вие кажавте сепак, зошто не се одлучивте да ја намалите цената на 33 денари покру тоа што добивте субвенционирана струја од државата? Видете се, тука дискутабилно е, тие што добија субвенции од државата, тие нека му е мислат, јас не можам тука, јас имав вчера состанок со доста, мислам со дел од пекарите Охрид и Струга, и кој зел субвенции, нормално, треба да си произведи. Ние не зедовме субвенции, односно што субвенции да земам, кога произведувам на дрва, и сум засегнат и со поскапувањето на дрвата и со сите. Многу ова прашање има доста дискусии. Ќе видам солидарен, јас и ќе придонесам доста да народот во оваа тешка ситуација, нека ни се дат суровини, нека се дат плати за вработените, нека немат остаток за мене никаков. Јас и на тоа би се сложил, бидејќи е стварно кризно време. Со цена на лебот од 33 денари тешко ќе може да обстанете како компанија? Не тешко, него ќе во чиста загуба. Значи треба да работиме во чиста загуба. А тука никој не поддржава, затоа што реално да дискутираме, пекарството е еден од занаетите кој веќе изумира. Спорвиме за производство на нашиот домашен леб. Не може домашен леб и индустријски да бидат исти, тоа да им е јасно и на граѓаните и на сите, и на производителите, затоа што ипак нашиот леб е специфичен и тие треба нашиот леб да му дават слобода на пазарна економија. Што значи тоа пазарната економија? Односно, јасен е законот. Ти викат дека можеш да произведуваш леб и да си формираш само формирање на цена. Односно, производствена цена, маржа, а кој на денешно време, на ова тешко време, и ние сме во тешка ситуација сите, значи, кој би се дозволил да работи во загуба? Немојте да мислите дека и со ценава претходна имавме големи добивки, како што се шират доста гласини и така натака. Сега во Македонија плаќа најскап леб во регионот. Во право може да сте, ама тука не се согласувам. Не е најскап лебот, затоа што имат манипулации. Лепот може да продават од 300 грама и да направат 25 денари. Али нашиот леб, кој е природен леб, кој не влегуваат во комора, стасуваат на собна температура и немат никакви адетиви и така натака, значи никакви неприродни средства, да кажам, за производство, значи не може да дојде, не знам како врвен стручњак за пекарство, не може да обстане. Лјупчо, вие сте и председател на Сдруженијето на пекари на Охрид. Дали оваа одлука ја почитуваат сите колеги? Мислам дека 80% ја почитуваат. И чекаме нормално владата да си одлучи
односно да кажи што треба да се продолжи понатака. Доколку не најдиме соодветно решение, јас имам некој, сега, знаете, рекла, казала, ќе се увезвел лепо од вамо, од тамо, нема проблем. Ако, затоа што Охрид и Струга сме доста пекари и ќе останат доста луѓе на улица, дури не знам како да го кажам ова, ипак треба државата да застане зад нас. Благодарам за разговорот. Ми беше чест, повелете и друг пат.